Почитувани граѓани, почитувани пријатели, секогаш им симнувам капа на земјоделците. Земјоделството е исклучително благородна, достоинствена и крајно корисна работа. Колку само грижа, труд и посветеност вложува еден земјоделец во секое зрно семе за да роди здрав плод, кој потоа ќе го ужива некој човек на својата трпеза. Има ли похумано и подобро нешто од тоа? Токму затоа, секој труд да се помогне на земјоделството е труд кој не е залуден. Напротив, добре дојден и потребен. Големо е денеска задоволството да бидам овде заедно со претседателот Зоран Заев и да се увериме дека најголемиот инфраструктурен проект во целиот овој регион во изминатите 50 години се одвива со одлично темпо. Пред неполни 2 години, јас како министер за земјоделство и господинот Заев како премиер на владата, тогаш бевме овде и го означивме почетокот на изградбата на браната Конско. Капитален проект кој значи решавање на проблемот со наводнувањето на земјоделските површини, најголемиот проблем на земјоделците во овој регион. Завршени се 60% од проектот и до крајот на оваа година се очекува да привршат работите, односно средината на следната година целосно да биде завршена изградбата на браната. Решаваме многу важен проблем на гевгелиските земјоделци, но истовремено создаваме и услови за развој и за напредок, со оглед на тоа што ни се создаваат можности и за подобрување на водата за пиење, но и нови извори на електрична енергија. Создаваме услови нашите земјоделци да бидат конкурентни на европските и светските пазари, бидејќи ќе имаат пониски производствени трошоци, ќе имаат навремено снабдување со вода за наводнување во текот на целата сезона, што многу ќе придонесе за зголемување на производството и конкурентност. Преку оваа брана обезбедуваме вода за наводнување на 8000 хектари плодни земјоделски површини од целиот овој регион. Сегашната површина на покриеност е 1500 хектари, што значи 6500 хектари повеќе земја за земјоделците. Направивме многу за земјоделството за кратко време и на тоа сме горди, но можеме уште повеќе и уште подобро. Во новиот мандат имаме големи планови за македонското земјоделство. Нафтата што се користи за земјоделска механизација ќе биде 100% покриена од државата како поддршка на земјоделците. 100% покриена зелена нафта за сите земјоделци. Земјоделците годишно ќе добиваат 200 милиони евра поддршка на целокупниот сектор на земјоделство и рурален развој, а во руралните средини ќе ги поддржиме сите земјоделци преку микро и малите предпријатија со по 10.000 евра грантови за нивно развивање. Мораме да одиме напред. Во големо друштво на Европската Унија мора да си го најдеме нашето место таму, а земјоделството е една од гранките што носи такви предности. Она што ќе ни направи достојни за тоа друштво и она што ќе ни даде вредност и ќе не направи различно. Затоа добива и допрва ќе добива на вниманието кое што го заслужува земјоделството од оваа наша влада. Придобивките од браната Конско ќе се видат и надвор од земјоделството. Капацитетите ќе бидат искористени за редовно снабдување со квалитетна вода за пиење, за производство на електрична енергија, но и обезбедена вода за дотур за спас на Дојранското езеро. Овој нов крупен капацитет ја зголемува и рекреативната понуда на овој регион. Се наоѓа веднаш под излетничко-рекреативниот локалитет Смрдлива вода на Кожув. Гевгеличани на само 20 километри од градот ќе имаат одличен простор за дружење и рекреација. Убавите работи се за човек да им се израдува, да прослави и да наздрави. Со членството во НАТО, кое го заокруживме, и со почетокот на преговорите со Европската Унија, ни следат уште многу убави работи и убави и плодни години. Ќе одиме напред, можеме. Благодарам.